srca spavaš, ljubiš me pa odeš, ti neznana. To činiš jer si tako lepa, istopiš mi srce od čelika. Da umiru ljubavi mnoge, tu gde tvoja noga stane. Nisam znao, al uzalud sad. Sad se kajem, nikada, nikada neću reći o tebi, o meni i o sreći nikome. Ne pričam o nama, moja draga, odlazim zauvek iz ovog grada. Ostani, udaj se, još si mlada, a ja kao pas zakleću se da ćutim o nama. Srušit će se nebo iznad tvoga grada i ostaću sama. Da umiru ljubavi mnoge, tu gde tvoja noga stane. Nisam znao, al uzalud sad. Sad se kajem, nikada, nikada neću reći o tebi, o meni i o sreći nikome. Ne pričam o nama, moja draga, odlazim zauvek iz ovog grada. Ostani, udaj se, još si mlada, a ja kao pas zakleću se. Sreći nikome, ne pričam o nama, moja draga, odlazim zauvek iz ovog grada. Ostani, udaj se, još si mlada, a ja kao pas zakleću se da ćutim o nama. Да, го заокружуваме ова издание на Утринска на Телма со прекрасната изведба и спот, видеозапис на Никоме не причам о нама. И додека нели го гледавме се во ова дело на Дејан Миличевиќ, го прашав Јоце Панов зошто нема македонска верзија и сега го дознаваме одговорот и јас сум на ставот дека мора оваа песна, да заслужува оваа песна, да не мора, заслужува оваа песна да има и македонска верзија. Здраво, добро ни дојде во Здраво, добро ве најдов и искрено среќен сум што сум овде денес, што можам да ја промовирам оваа песна, бидејќи навистина ми е многу драга и сакам после таа, да кажам на некој начин, медиска турнеја што направив низ Србија да продолжи медиумската овде. Да, така е. Што се случи? Зошто тргна на српски да биде темата? Си рекол во неколку интервјуа, велиш, па нели како Новак Џоковиќ, например, ни е добар пример во Србија, па можеби треба таквите луѓе, нели, што ќе освојат се и се што надвор од државата, да се почитуваат, па веројатно така тргна се, да го освоиш светот, па да... Јас така ми почна кариера, тоа го кажам скоро во секој интервју. Та далечна 2009-та. Така е.
кога победив во Будва и кога се редеа сите тие фестивали интернационални, така ми почна кариерата и така тоа беше неминовно да снимам и на српски, да ги снимам песните, затоа што тој пазар да се опфати целиот. Но секоја песна моја правев и на македонски и на српски паралелно. И сега ако имам 42-3 песни или 5 мои, тоа се 3 албуми полни, од тие нека имам само 3-4 песни максимум што се или само на македонски или па само на српски. Што се случува? Нели, автор си на голем дел од нив или авторство има автор и сум на 5-6 пример на песни. Не сум во последнива, така? Повеќе во последниве, повеќе може би созрев, ете како... Да. Кога нели самиот ќе се осмелиш. Но се осмелуваш, бидејќи си имав среќа што во цела бивша Југославија се дружев со најдобрите композитори, буквално број еден што се во дали во Хрватска, дали во Србија, каде да бев се работев со нив, правев песни, се дружев и многу анализирав, многу сакам да анализирам како, која е структурата на песната. Добро, тоа може би ми од факултетот што го завршив и што го учев, ама многу правев анализи, многу сакав да анализирам текстови, например, многу па гледам, па читав дела на Шекспир, па анализирав текстови што се како што се Марина Туцаковиќ покојна, како што не знам, Владо Јаневски ќе го спомна овде кај нас, композитори што ги почитувам во тој домен и затоа можеби се осмелив да се пробам јас во неколку мои дела. И последново е твое дело. И последното е мое дело, ама текстот не е мој. Значи текстот не е мој, текстот е на Горан Јовановиќ. Ме погледна заради тоа што реков се работи за некоја недозволена љубов. Да, па никој ми не причам о нама, така да штом нешто не се зборува, сигурно е... Штом за нешто се молчи, сигурно нешто е. Значи, музиката кога ја направив, стварно, иако јас првично замислував да биде побрза песна. Не да биде вака. Ова мелодија да биде така. Као ете да се на настапи и кога му ја дадов на Горан да ја пишува да го пишува текстот, тој ме разубеди. Треба да биде многу има емоција песнава, стварно да ја направиме балада. Ајде добро, се согласив на тоа и така се тоа започна. И навистина пробав, го замолив и тој да напише, тој рече, јас не можам навистина на македонски да се пронедам да направам тоа. Пробав неколку варијанти со некои композитори од овде, односно текстописци. Знаете како? Се можете да направите. Нема нешто што не може да се направи. Може да направиш превод на литература, на било што, од англиски на македонски, од српски на македонски. Како сакаш. Било што. Кога се работи за емоции и за песна, веруете дека не е исто. Јас, например, имам Ти пеам песна. Ти пеам песна ја имам на македонски и там е лична карта во кариерата, би рекол. Како би била стварно? Ја имам, певам ти песма, јас се пеев, што не се победив всушност во Будва. Да. Се вика певам ти песма. Ама не е исто. Во Србија ја пеам таа песна, во Црна Гора, каде да настапувам и каде ја испеам таа песна, сите се лепат за македонската верзија. Така е, тоа сакав да кажам. Пример добар е и Тоша, нели? Заради тоа што неговите песни и припеви на српски, да речеме, така некако нам ни се... Истата работа, да. Така е, Истата работа ја правеа некако, мислам, Тоша и тимот негов што работеа, затоа што го работеа тие композитори, Хрватска, значи Србија, и беа принудени да ги прават затоа што сме ние македонци. Не мора да имаме за секоја песна и, нели, сепак сме представници од Македонија, иако за жал сме мал пазар. Мал пазар кој ќе кажеме, тоа значи за нашите настапи. Затоа што настапуваме, ќе настапиш низ Македонија, тие се неколку градови каде што и се вртиш цело време во круг. И намерно тие што сакаат поголема кариера го прават тоа за да не едноставно да не досадиш на публиката овде. Да не си секоја преку 2 недели да сум во Штип, замислете. Така. Цело време си овде. Овде. И досадиш и себе си и на другите. И себе си на публиката. Затоа луѓето бараат поширок пазар за да тоа биде поред. Како беше медиумската? Видов нешто, ама и чисто да ми кажете како србите, па и не само Србија, веројатно сега и Хрватска ќе следува како сега ќе пазар. следува Хрватска, значи ќе одам во Хрватска и ќе одам во Босна исто. Многу сум позитивно изненадан од Босна, затоа што имам многу големи реакции од таму за песната, посебно и за општо, за да гостувам таму и веќе ги правам само сега се великденските празници
и сакав да спојам, да бидам тука за велигденски празници, бидејќи имам настапи овде. И веднаш после велигденските празници ќе имам една таква медиумска, да не речам кампања, не сум политичар, ќе речам медиумска турнеја. Така сте рекле во едно интервју, не сум познат како политичарите, нели да не звучам како нив. Не сум познат, ама имам предиспозиции да бидам политичар. Така е. Зошто Дејан Миличевиќ? Немаме ние овде кај нас некој или сакавте да се залепи на таа приказна со Србија и со се она што? Јас ви кажав од 45 песни, ако имам 40 спота до сега, 70% ми се со овде, со македонци, потоа што со Дарио Јанковиќ работев. Иако тоа е натурализиран македонец, пак е со Јанковиќ, нешто ми оди со тие ич. Така да цело време работев. Сега Дејан Миличевиќ ми е некако, искрено ќе ви кажам, некоја срекна карика во кариерата. Во целата работа. Зошто? Ти пеам песна 2009 ја направив со него, спотот. Така ми тргна некако таа соработа. Дејан Миличевиќ тогаш се уште живееше во Македонија. И таа негова позитивна енергија, таа може би рекол тој таа поддршка што ми ја дава, таа ме полни со самодоверба едноставно. И тоа многу ми значи, наистина многу ми значи. Иако човекот е наистина професионалец, сето тоа што го работи, ќе видите во самиот. Да, ова сте вие во спотот или требаше да одглумите некој друг? Затоа што нели има посебен стајлинг, има посебен обмислена, како да кажам, како и сите впрочем спотови на Дејан Миличевиќ. Има многу важно. Песната беше месец дена кај него, дури го правеше сценариото. Што како да се представи. Значи поентата е во песната за една би рекол забранета љубов. Па можеби забранета љубов, можеби љубов што не може да биде јавна, можеби љубов што така има секакви примери и тоа сакаше да го долови Миличевиќ, сакаше да затоа има некои стајлинзи што се во кај мене пример во таа бунда малку по раперски настроен, малку по сите тие стајлинзи се не случајно ставени, затоа што треба тоа беа неговите зборови, се треба да се допаднеш и на повозрастната публика, но и на помладата. Тие и секако те си нивните, но и што се тинејдж сега генерација, што се многу млади, што слушаат еден вид таков на музика, треба една убава музика, една балада, кај што има навистина добра музика, добар текст, кај што да им ја приближиме на младите со визуализација, со визуелно. А тоа е тоа што ме облече во таков фазон модерен, тоа што денес младите што го сакаат на пример, така да направи на таква спојка да можам да ги задоволам сите генерации воедно, да што повеќе песната се доближи до повеќе генерации. Задоволен сте од тоа како изгледа до сега барам? Многу. Гледаноста, прегледите, многу. Јас сум задоволен многу. Јас не патам од тоа да тоа биде преку ноќ, не знам, милионски прегледи. Навистина не патам од тоа. Не форсирате. Не ги форсирам работите така. Тоа е многу лесно денес. Денес бројките знаете дека се во сите сфери на општеството може многу лесно да се направат само да имате пари. Ма стварно вие можете во политика? Да, може. Стварно може. Да, сериозно, нема да барам сума, но останува ли Дејан Миличевиќ некој кој што е најскап, да речеме, на овој пазар овде, кога се работи за видеоизданија? Не, немате, денес за се имате ценовник, како во маркет. Да, денес за се имате... отвараш фиука и... За се имате ценовник, така да секаде кај што ќе одите, шоу бизнисот е наистина скап спорт би рекол, или скапа играчка. Како и се останато, впрочем, ама за се имате што сакате да добиете. Ако сакате, имате спотови каде што колку ќе вложите, толку ќе добиете. Толку ќе изнемате реквизити, толку можете да се возите и во хеликоптер, нема проблем. Значи, само дали имате пари да го платите тоа, да се тоа изнеми, да се... Сето зависи што сакате да добиете. Но, ако е добар режисер, како што е тоа Дејан Миличевиќ, можете навистина и со некој си по-нормален буџет да добиете подобра таква слика и таква приказна, таква целокупна естетика на спотот, бидејќи, пак ќе кажам, ова е уметност. Ова е уметност. Ако некој има и добра идеја, може да направи со најскромен буџет нешто што сите ќе речеме вау, а некој може и со
милион евра Многу да не направи ништо. ништо да не направи, да. Да, па знаеме пример, ефтини приказни, на пример филм финан со не знам колку многу малку пари, а направи бум Да, дефинитивно. во на време кога се појави. Дефинитивно, така е, сите така беа за пак за ќе се без пари сведеме како на тоа што глумци. кажав, многу е битна емоцијата. Добре, да, и идејата. Емоцијата, Нели идејата идејата и емоцијата да се спојат Емоцијата заедно. која пренесеш на публиката, публиката не може да ја лажеш. дефинитивно. Така. Читав едно интервју, нели не сум знаела дека вие веќе одамна сте во брак, па дека имате син. Знам дека сте професор по музичко. Да. Каков сте како професор, каков сте како супруг и татко? Па добро, тоа треба учениците да кажат како сум како професор. Не, можете вие малку да ни кажете, дали? Кажуваат, ја како професор... Во Јосип Broz сте само Во и? Јосип Broz, да. Јас мислам дека сум Океј. многу окей професор, добар, гледам секогаш да бидам на страната на учениците. Секогаш да бидам на страната на учениците, иако кога сум на страната на учениците, може би директорка ги ми замери. Нели? Да. Не сме до Што толку треба од музика им да научат попушташ или децата во било што. средно? И од Што треба да научат? Средно гимназиско, значи не е стручно музичко Така е. училиште, кој што сум Па не треба учил- да се претерува Кој што сум со учел јас, на пример, хармонии, средно музичко солфежи. и факултет. Така да едноставно јас што сакам да го барам од тие ученици, сакам основните работи во што музиката. требат од општа култура утре. Дали пошто пазите има некој што од гимназија прешол во факултет музички. Има и такви примери, јас имав кога студирав такви примери, така да ама тие деца веднаш се распознаваат, што имаат талент за нешто што сакаат, сами прашуваат и кон тие повеќе ќе се усмерам, на пример гледам дека сакаат, може би утре ќе го работат тоа, може би ќе пеат, може би ќе свират на некој инструмент и има што свират инструменти, еве сега спремаме и бенд. бенд во Да, Јосип Broz? во училиштето спремаме Никола бенд. и- Карев имаат бенд, сега и вие ќе имате бенд, па одлично е има како некои провокација. настани од мислам дека од 2 до 6 мај. Супер. Да, ќе Ќе има ви дојдеме настани. на лице место имаме и можеме да дојдеме. Ќе има настани, ќе има мислам дека на 2 мај ќе бидат по градот, площад, значи низ. ќе има На бендот деца на кои Јосип Broz. Сите бендови на сите школи. на сите школи, одлично. Средно лент, мислам дека се вика Средно лент, проектот. одлично. Да. И не сум многу запознаен како ќе се одвиваат. Има ликовна уметност, има музичка уметност. Како се вика вашиот бенд на Јосип Broz? Јосип Broz бенд. Јосип Broz бенд? Да. Или Добро. ЈБТ. ЈБТ. Јас сум ЈП, тоа е ЈБ. Добро, а како сте како супруг на Марина и не знам како се вика синот? Ево, треба Марина да ја повикате да каже. Значи 10 години сте биле во врска и 2018 се рекле па добро е, знаеме дека сме Па доста, да. дека доста е врска, дај да си бидеме. Ова и сега Лука е тоа што е Лука? преокупација. Да. Да, и На на сите, обајцата? и на баба му, и на Нана, и на сите што, на сите што се околу? околу него. За жал, јас сум најмалку. За жал сум најмалку со мојата работа и не можам поинаку. И не можам поинаку, ама пак ќе кажам, имам можеби среќа што од незината страна, од фамилијата и се тука за да го помогнат и да го чуваат Лука и да можам некако на моите обврски да ги вршам послободно, да знам дека многу е добро кога знаете дека детето ви е на сигурно. Така е, да. Многу сте поопуштени во тоа што го работите. Музикален ли е Лука, барем толку знаете да Па препознаете? мислам дека е. Да. Мислам дека е. Колку години Не има? го форсирам на вистина, се има 3,5 веќе. 3,5. Добро. Не го Па идеално форсирам. време за да видите на Златно Славејче ако прави нешто. Да, не, го осеќам по кога ќе запее. Значи кога оди некоја песна, тие што си ги слуша негови песни, детски кога ќе запее, веднаш гледам што ме во интонација тоа е добро. Што ја фаќа интонацијата, тоа ми е доволно. Ритам ќе му чукнам два-три различни тактови на со ритам и гледам дека ги повторува, значи тоа ми е доволен показател дека има музикалност. Сега дали ќе продолжи тоа, дали ќе се занима со музика, јас сакам да се занимам и со некој спорт. Затоа што јас сум тренирал фудбал 10 години Тоа сакам да ве професионално, прашам. Фудбалот беше некаков ваш, како да речеме, фокус? Бевте фокусирани Да. на фудбал? Музиката потоа, онака... Музиката мене беше вродена, Да, како нешто ми беше, нормално, едноставно, така, да. едноставно немиловно ми беше бидејќи фамилијата моја така растев, пееја по дома цело време, татко и мајка беа многу согласени, многу пееја заедно.
заедно Пееле никаде или пеа само не, дома, се на пеја домашни? дома, на пример Чичко, Вујковци, мои Чичковци, имаш што се занимава и професионално. Што значи професионално? Беа на крстарење на бродови, свиреле со месеци и така. Разбирам. Чичко Русеве, да си го поздравам, Бумјар, на пример, каде што го поминал, да речеме, дел од животот така, и на сега брод. јас имав среќа, Вујко Ване, он е покоен, значи, тој свирише хармоника, значи, би рекол, тие се двајца од мојата фамилија што бев некако најчесто со нив. Најчесто со нив. Никакви идоли видовте во нив, па некако тргна се. Така растев, беа кај нас цело време пеја, цело време имаше нешто ете така. Се мези, цело време хармоника цело време овде. Да. Чичко ми знам дека пошто не може тапане, да има цело време на маса. Кажете ми, само нема многу време. Вие во фудбалот сериозно бевте дека нешто ќе успеете? Многу сериозно, јас бев брегалница, тогаш беше и во прва лига и беа На кое место? Кај што игравте? беше јас играв напад или играв центрафор, тоа е 9 на времето бројки, иако се бројките веќе не се релевантни, ама на времето или бев 7 или 9, тие што се бават спорт знаат, или крило, или бев центар. Така. Чи тој што треба да даде гол или да намести гол. Аха. И кога рековте дома јас ќе бидам пеач, што ви рекоа? Тоа е изборот. Знаете што е интересно, кога одевме утакмици, одев со хармоника. Тоа Тоа е тоа. одевме некаде да играме фудбал, пример, во Струмица, ќе одиме од Штип, ќе одиме по градовите, или кога одевме Австрија, одевме секаде низ светот, Бугарија, било каде, кога одевме на тие турнири, јас сум се в хармоника или гитара. И И фудбалерите за ги крај, забавува. вие сте одличен пример дека може да се живее од музика. Па јас живеам цело време од музика, од кога знам за себе. Како дете одев во Штип ги викаат графчиња, ако пред свадбата, ако е свадбата во сабота, петокот викаат графче. На граф, добро, Значи графче. одат ке невестата и носат роба, невестинската невестинската роба. облека, да. Во Скопје тоа нема некој термин, нема ама таму во Штип вика Графче. свириме графче, што значи и тоа беше најинтересно, зашто одиме кај младожењата, па после 12 во петок одиме кај невестата, па да ја носат робата и сите тие и така И од расте. Графче 2009 и до сега. 45 песни, 3 албуми и не Да. застануваме. И уште нешто, немаме многу време, ама ветувате дека ќе се обидете барам да направите македонска верзија на Никоме не причамо нама? Ќе направам, ќе се обидам и да го замолам, веднаш ќе му се јавам на Дејан Меличи да го чува материјалот, тоа што е многу важен материјал за Така спот, е. треба да свијаме нов спот. Така е. Да го чува материјалот, барем каде што не пеам, да можеме да склопиме нешто ако навистина се погоди добра верзија. Така е. Сакам македонскиот јазик е многу убав јазик и не сакам кога се нафрлени зборови, кога се треба емоцијата да ја има таму. Сакам да има таа поезија, да има таа метафора, што јас многу ги сакам тие метафори, да има тежина во текстот. Да. Така да ако успеам да ви ветам дека ќе направам. Ако не, следуваат многу нови песни се што ги имам готови, ќе има и македонски јазик. Штубав муабет си направивме, ви благодарам за ова споделено искуство.